Добре дојдовте, почитувани. Да си кажеме денеска за Крени глас. Општествено одговорната кампања на македонската компанија Макпетрол, која ќе кулминира утре со завршниот настан за оваа сезона, за оваа фаза од кампањата, со големиот настан што ќе се случи во школка во градскиот парк во Скопје, а на која ќе учествуваат Пајак, Боно, Лара, Петко и Пет плюс фамилија, детската актерска школа на Весна Петрушевска и секако незаменливиот и еден и неповторлив Сашко Коцев, кој е еден од главните промотори на оваа кампања. Следува разговорот со него. Сашко, добре дојде во Да си кажеме на Телма. Што може да очекуваат сите заинтересирани кои утре ќе присуствуваат на завршниот настан, односно на централниот настан на кампањата Крени глас во школка во градскиот парк во Скопје? Има богата содржина и многу учесници. Па вака, тука се собрани едни имиња кои што може да соберат многу публика кои што ги обожава таа публика која што е на таа возраст, и секојаш кога сум бил на настан со нив, било баш онака како по Битлси, вриштење, сликање, ајде, музика, така да и оние и сите нели пропратни што се и детскиве и овие што се за малку поголемите. Овој настан ќе биде така како едно заокружување на онаа цела кампања, цела година што одевме од град во град, од општина во општина и разговаравме за оваа така популарно наречен за оваа аномалија на општеството, популарно наречена булинг или нели врсничко насилство, кое што не знам, ние уште дискутираме, нема тука рецепт како да го решиме тоа, но споделуваме искуство и најбитно од се како што и самото име на кампањата Крени глас. Тоа е како една епидемија се шири, некако се повеќе и повеќе ги завзема. Дали е засилено од времето кога ние бевме на тие години или не, некако како така го чувствуваат луѓето, дека е позасилено, веројатно за тоа што животот е различен на самите родители, а протокот на информации кои што децата ги добиваат е па многу побрз. Некако порано созреваат и почнуваат една друга борба. Но на настанов ќе направиме едно заокружување на целата таа кампања, уште еднаш да кренеме глас сите заедно против тоа врсничко насилство. Имаш чувство дека македонското општество го крена гласот, дека сознанието, вниманието, свеста за овој проблем што, како што каже и самиот, не тангира сите, расте, зре? Мислам дека да. Мислам дека родителите се повеќе внимаваат што ќе зборат пред детето. Наставниците се повеќе внимаваат на тоа како се однесуваат меѓу себе децата. Мислам дека да, мислам дека има успех. Но за жал една случка ме фрапираше кога еден наставник, не е битно во кој град, на кафе муабет преку ден. Викам вечерва тука сум дојден во овој град, викам имам настан Макпетрол, викам ова за врсничко насилство. Наставник по физичко. Тока ми се дурна жестоко, каже, што бе таа, што измислувате тоа, каков булинг бе, па тоа порано немаше ли булинг бе, па што е, па тоа исто, па така се расте. Тоа ме разочара да го слушам од еден интелектуалец. Како му реплицираше? Му реплицирав порано. Добро, викам, еве порано така било. А зашто да не направиме денеска да биде подобро? Зашто, викам, утре да не биде поубаво? Викам, така ти тврдиш дека треба така да остане, дека тоа е единствениот рецепт, пошто он ми рече така се расте. Викам, така треба да се расте, а зашто не направиме по поубав начин на кој ќе растеме? Викам, зашто тоа да не го направиме? Викам, порано. Па порано што сега децата ги ставаат, не знам што порано. Викам, порано бавата и дедот и баба и дедо ми оделе со магаре до продавница, до соседното село или не знам. Немале. А ти зашто, викам, користиш кола? Зашто не бидеш и ти ко порано, викам, на магаре, качи се, па отиди негде. Зашто така да не биде ко порано? Така морав да му реплицирам, затоа што многу ме разочара таа негов став. Особено што доаѓа од па баш од таму. Да, од училиштето. Да. Од луѓето кои ни ги образуваат децата. Да. Добро, со оглед на тоа што беше вклучен во сите работилници, до какви лични искуства дојде со оглед на тоа што ти освен актер и освен еден од главните промотори на кампањата Крени глас, си остварен и во улогата на родител. Твое интимно чувство, односно искуство до кое дојде или се стекна како татко, следејќи ги работилниците кои Макпетрол ги остваруваше во општините и во училиштата. Најбитно се е дека свативме дека рецепт нема. Некои викаат, немој да го превоспиташ детето, ќе биде ранливо на улица. Некои викаат, кажи му на твоето дете, така и така му правило. Па што не му врати? Дојдовме до сознание дека едноставно некое дете кое што е растено во ваква средина не е способно, не е така скроено да врати.
Дали физички, дали вербално на друго. Не е така скроено. Секој дете е веројатно индивидуална приказна. Да, ама еве ако тоа дете е жртва на тоа насилие, на тоа вербално тормозење од друго дете или од други деца, и ти ако му кажеш врати му, ти не може да врати. Не е така скроено, уште повеќе ќе го isfrustrirаш. После дојдовме до сознание, имаше интересни моменти што споделуваа родители. Едно дете било многу слабичко и го децата поградни зборови, шпагета, сајла, не знам, измислуваа. И мајката смисла, девојче било, и мајката смисла многу интелигентен и многу креативен овакво одговор на тоа како детето да се справи, што да им каже. Детето им кажувало: да, најпознатите манекенки во светот се волку слаби како мене. Некако така да се справи. Значи, и сите заедно, исто и наставниците, споделуваа, вика, дете вршител на тоа насилство, дали вербално, физичко, социјално, материјално. Тоа, вика, не мора да значи од која средина доаѓа. Една наставничка рече, дали од функционална, дисфункционална, било каква средина. И вика, јас почнувам, таа педагог многу интересно, вика, јас ги запослувам. Тоа, вика, дете сите го отфрла. Дури, вика, кој ќе го видат дека е такво, го отфрла средината. Вика, јас го запослувам. Земи го ова писмо, однеси го, тропник е директорот, однеси му. Или однеси го од другата училница. Зашто? Па да се осети дека нешто прави, да биде горд дека му не за нешто послужил, за нешто корист. Па вика, друго нешто ќе го запослам. Ај, оди таму, остави го вие, нареди го вие. Знаеш, да се осети дека нешто прави. Така да, нема рецепт, но има многу начини и многу е добро што со оваа кампања многу искуства се споделуваат. На секој разговор што го имаме, на секоја дискусија, во секоја општина, секој град доаѓаат повеќе училишта, а имаме и телефон отворен, зашто видовме дека ако сака некој да праша нешто, не е секој, уште еден зборот ќе го употребам, не е скроен да земе микрофон, да стане пред сите родители и наставници да праша. Добро, викаме, ајде, телефон, анонимен, анонимно, бројче им оставам и пуштат пораки, тука се отворија. И тука многу добри искуства се споделија, многу добри проблеми, а имаше и позитивни проблеми. Како тоа се разрешило? Како една мајка земала двете деца, ги споила, тоа дете што малтретира другото, ги споила како требало време, но ете, после тие станале другарчини. И така некако. Добро, сподели повеќе вака приказни кои те допреле. Онаа со наставникот кој не разбира дека живееме во некое друго време и дека имаше една интересна. Да, повели? Не знам која општина беше иста многу интересна. Вика, се жалеше еден родител, вика, што да правиме со материјалното насилство? Неговите деца, вика, имаат 3, вика, сиромашни сме, вака, онака, ги кажуваат. Викам, добро, немате ли униформи, барем тука да се заштити детето? И една наставничка од другата општина рече, кај нас нема. Директорка беше на училиштето. Викам, зошто нема? Вика, на совет на родители, пола од родителите не се сложија за униформи. Викам, зошто? Па рекла некоја мајка, моето дете од роден ден има многу блузички доби на роден ден, дека да ги износе. Значи не е било битно да ги износи поклоните што ги добила и за тоа некој треба друг да пати. Нема да вака кој го кажува, нели, трагедија плюс време е еднакво на комедија. Така нас не беше, сега не е смешно, ама таму онака се фрапирав, што збори викам за препаставам секако. Што е најголем предизвик во рамки на кампањата? Дали е тоа работата со учениците или пак работата со родителите? Не, тоа е триаголник. Не, секогаш првиот филтер е наставникот, оделенскиот наставник или наставничката од 1 до 5, што е секогаш тоа е првиот што дознаме, првиот филтер, и беа многу кооперативни, до сега немаше проблеми некој да каже дека не изреагирале или не знам што. Така да и цело време тоа го разговараме, дека тоа е триаголникот: родител, наставник, децата. Така да не, ова ги спомнав јас, но сите споделуваат искуства, и наставници, и директори. Добро, кажа повеќе забавни приказни кои ете велиш повеќе наликуваат на начин. Јас намерно ги кажувам така затоа што јас од самиот старт не сакав овие дискусии и ова кампања да се претвори, да добие момент на патетика, на патос. Зашто ако така направиме, ние ќе си направиме една одбивност према тоа. Намерно јас низ ведар начин ги спроведувам и таму на самите разговори. Знаете, кога не сакам тоа да звучи црно, патетично, ние разговараме сепак за деца, да ги разрешиме. Да, има и страшни проблеми, кои што се разрешиле, страшни што уште се случуваат со деца, но сакам некако со еден друг виолински клjuč малку да
низ тоа да поминуваме. Сепак и во оние приказни кои се објавени анонимно на страницата kreniGlas.mk, има навистина приказни кои допираат длабоко во душата и ги насолзуваат очите. Да, навистина знам. емотивни и тешки приказни. Емотивно е тешко и тоа мене ми е страв дека Може ли без намера да провоцирам патетика и во мали дози сепак да прашам која е таа приказна што од сите ти што ги слушна или ги разбра за нив најмногу те допре? Имаше повеќе, не можам сега да Не би споделам. можел да издадеш. Да, имаше повеќе, имаше посебно за тоа материјално социјално насилство што е и она исклучување од група. Знаете, едно дете кое ќе ги исклучат од група заради ова или заради она. И има многу емотивни приказни. За жал ки ги има. Но доволно за да сватиме дека сериозен е проблемот, тоа нели? е целта на кампањата. Да кренеме глас, да го освестиме тоа кај нас, да разговарам. Како мене тој наставник што овој одговор ми го даде со овој став, јас имам доволно аргументи како да му образложам. Што да му кажам назад, да му вратам дека не е во право. Алармот е вклучен, како натаму, како ние како родители, како ние како професионалци секој во својата струка, наставниците како наставници, родителите, сите и пошироката заедница треба да делува секој како чинител, независен, за да, ако се разбудивме, ако алармот е вклучен, да придонесеме кон намалување, бидејќи сосема да го исклучиме веројатно нема да успееме, меѓутоа прво да бидеме свесни, да бидеме будни дека тоа се случува и колку што е во наша моќ тоа да го намалиме. Не знам, па ќе кажам, нема рецепт, сите заедно работиме на тоа. Детето најмногу е огледало на својот родител. А детето употребува зборови што ги употребува родителот. Детето се справува со другарчињата и со некои конфликти или со некое наметнување, или секој дете сака да се наметне. Се наметнува на оној начин на кој што родителот се наметнува. Така да имаме различни родители, затоа има такви деца. Вистинско огледало. Родителот кој е насилнички или бескрупулозно се однесува кон своите вработени или на работата кон своите колеги, детето тоа го слуша, тоа го знае и тоа детето го спроведува. Како Сашко Коцев, како родител ја воспитува својата ќерка, како дома со сопругата, Ние учиме зборувате ли многу за на- булингот? Да, ние многу работиме на тој начин да секогаш се стави и на другата страна. И тоа го кажуваме на овие работилници. Стави се и на другата страна. Да ме кама, ја вака му направив на тој. Викам, убаво ли му направи? А стави се на него како му е таму. Убаво, дали мислиш би му било убаво на тоа дете? И тука е уствари проблемот. Што децата имат некој отсуство на емпатија на тие години, кое што се стекнува по пат, треба да се научи, сите заедно да ги научиме. Да се стави на другата страна на она дете на кое што му е погрешено. Така некако гледаме. Секојаш да ги согледа околностите и од оваа страна и од другата страна. Не зборуваме, дури да треба за некого, да некого да кажам нешто лошо, дури да треба, никош нема пред детето тоа да го кажам. Многу си зафатен со представи на речиси сите представи кои се актуелни на репертоарот во Македонскиот народен театар, твојата матична куќа играш си во една од главните улоги и со оглед на распоредот и времето навистина е за секоја чест тоа што со срце и душа влезе во оваа кампања, бидејќи и треба еден таков јавен лик кој ќе зборува гласно и ќе го крева гласот против она кој не допира сите. Што друго правиш? Па во моментот работиме на нова представа во Македонскиот народен театар, тоа е под текст на Максим Горки Варвари во режија на мојот професор режисер Владимир Милчин. Една голема екипа од 24 актери на сцена, од кои мислам 15 сме негови студенти. Голема представа која што на есен треба да има премиера. Ќе биде хит како 12? Тоа никој не може да го знае нити да го предвиди. Тоа никогаш не знаеме. Дури сме имале представи за кои сме мислеле, што знаме ова вака и одеднаш тоа букнува кај експлодирува кај публиката и така и со оние представи кои веќе со години се играат, како Не се клади на енглези. Па да, еве да кажеме за Не се клади на енглези. Јас бев скептичен, некако ја работевме, некако тоа беше оф проект на копродукција МНТ со една надворешна продукција. Беше тоа знам па ова па мала представа вака однака, еве сега сме 2015-та, точно 11 години на репертоар и баш Сабеле прашував за карти, вика нема више карти. Сега играме. Сега брзо. Така да нема и за тоа нема рецепт.
си активен и на телевизиското платно, но не само во серии и филмови, каде што си веќе исто така прочуен и докажан, туку и со нова емисија на Телма. Лол со Мак Петрол секоја недела од 16:15 часот. Нова емисија од образовна, едукативно забавен карактер и тоа во чиј фокус се повторно децата. Кажи ни нешто повеќе за искуството со Лол досега, иако само една епизода е досега емитувана, ако не се лажам. Да. Едукативно, забавен карактер, хумор за деца. Да, тоа така требаше да биде пола и за родителите да им биде забавно да гледаат, но и за децата да им биде забавно да гледаат. Тоа не е никаков нов концепт, тоа е концепт измислен 60-тите години во Америка, да се разговара со едно дете кој што има што да каже на различна тема, ама кога го прашуваш работи за сериозен човек. Го прашуваш и детето одговара на некои сериозни прашања низ својата призма на гледање. Што најмногу досега те насмеа, те инспирираш или те замисли од одговорите на децата во која поставуваш навистина интересни проблеми, прашања и предизвици? Па не знам, имаше многу моменти сега што излегуваат. Нешто децата што си гледаат кај родителите што си препознаваат. Така да имаше многу. Сега ќе излегуваат допрва, има снимени се епизодите, сега уште ќе се снима. Ќе оди тоа некаде до мислам крајот на јуни дека треба да одиме, па ќе правиме летна пауза една и потоа десен ќе тргне пак. Ова јас ретко работам вака ТВ емисија, последната може беше 2008 година. И сега така некако се нафатив на покана. И како се чувствуваш? Децата, па супер, мене ми е многу интересно, зашто јас така сакам со децата да разговарам. И секогаш кога ќе сретнам дете и на пријател, јас си разговарам со него. Многу си разговарам, така да. Добро, со оглед на тоа што играш комедија, имаш и собствен стендап, нели исто така на репертоарот на Македонскиот народен театар. Веројатно се смееш професионално доста, но не ми одговори во делот кога приватно вака од срце си се насмеал. Можеби не со децата, можеби вака надвор од се, не професионално, туку искрено вака како човек. Не знам, вака со блиски пријатели со кои што се на иста фреквенција, па кога разговараме на одредена тема, може добро да се насмееме. И некои се смееме со колеги, доста се смееме позади сцена на тема, например, работиме сега представата. Треба да се снимат секојаш документарци позади сцена, како ние ја гледаме представата или како ние ја извртуваме представата, ама само во нашите глави, нема тоа публиката да го види. Па на некои импровизации тука се смееме многу. Сега последно имаше со Тони Михайловски, баш се смеевме на една импровизација тука на сцена. Впрочем, во таква екипа и не може да ја здодевно. Да. За крај, со оглед на тоа што неколку пати реков, еден од нашите најпопуларни актери во моментов, активно многу, со две нозе, со две раце и со сето срце и душа вклучен во кампањата Крени глас, една куса порака за сите гледачи кои го гледаат ова издание на Да си кажеме, во однос на врсничкото насилство, како порака и за родителите и за децата. Нема никаква страшна порака, едноставно следете ги своите деца, разговарајте со нив. Ние сме чудни како родители, кога ќе прозбори детето на година и пол. Мојато дете каже еден збор, мојато дете каже два збора, мојато 4 знае. И после кога ќе порасне, кога почне да збори, после доаѓаш од работа и оно, да ти кажеме, доста бе зад ни себе малце да поседам у тишина. Така да ги сослушаме, секогаш имаат што да кажат, дури кога е нешто многу банално за неговата играчка, да ги сослушаме, да се осетат дека се битни и тие, дека тоа што го кажат е битно. Така да и тоа што им се случува на училиште или на улица, тоа што не им е добро, што им остават трауми, да се осетат дека тоа е битно што ќе го кажат. Така некако. Иначе уште еднаш ќе кажам, нема тука рецепт. Сега ќе испратиме ние порака и тоа значи готово, ова ќе го спроведеме и булинг нема да постои, сите ќе се свестиме готово. Секогаш ќе постои, секогаш ќе има. Но да го направиме утрото поубаво. Имаш лично време и енергија да ја сослушаш кркичката? Па да, како не? Да, секако тие разговори, на детето тоа треба да се осети безбедно дека може да ти каже што било. Дека нема да биде искарано, изгрдено или посрамено да се почувствува за било што. Сашко Коцев, благодарам за овој разговор, за Да си кажеме на Телма. Фала ти, после толку договарања, наместо јас кај вас да дојдам, вие дојдовте кај мене во манато. Одлично, вие и тука. Добре ден си во Телма во секој време. Благодарам многу. По продолжение разговарам со Деспина Стојановска, клучен психолог, вклучен во кампањата Крени глас. Останете на Телма.
Да, еве сме во студиото со Деспина Стојановска, психолог вклучен активно во кампањата Крени глас против врсничкото насилство на МакПетрол. Денеска да си кажеме на оваа тема. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Се добива впечаток дека општеството се погласно и се почесто зборува за овој проблем кој сите не засега и кој е навистина алармантен и присутен. Дали работите се менуваат на подобро? Дали почна да зрее свеста кај мнозинството родители, наставници, кај децата? Дали разбраа сите дека имаме проблеми, дека не треба да молчиме? Тоа беше една и од главните цели на кампањата и особено ми е драго што еве после 2 години и некој месец скоро сите луѓе кои што јас ги познавам слушнале за кампањата и го слушаат оној дел Крени глас против врсничкото насилство и кога ќе потпрашаат што тоа значи, веќе објаснуваме дека не треба да се молчи, дека треба да се зборува, меѓутоа секако некоја генерализирана слика е дека свеста е подигната, дека не е веќе оној проблем за затворени врати кој што секој треба сам да си го реши, туку е општествен проблем за кој што сите имаме моќ да влијаеме и да направиме да биде подобро. Вие сте еден од вклучните психолози вклучени во овој тим кој во 2 учебни години, како што рековте, втора сезона активна кампања Крени глас, буквално ја поминавте цела држава во повеќе од 26 општини кои станаа партнери на кампањата, односно се приклучија на кампањата. Одржавте многу работилници, посетивте многу ученици, учители, ученици, наставници, родители, имавте контакти со децата. Може ли на почетокот еден генерален впечаток од се ова низ овие 2 години што го поминавте како ваше лично чувство? Да. Еве ќе кажам отворено, на почеток не бев свесна дека таков интерес ќе се појави за кампањата. Кога почнавме со неколку општини, понатаму интересот почна да расте во другите општини и тоа беше масовно приклучување кон кампањата и така всушност се случи да цела Македонија ја поминеме. Тоа беше на нивна иницијатива на општините. Кога почнавме активно да работиме по училиштата, директно нели со децата, со оние работилници кои што при крај на првата фаза исто бев ваша гостинка и ги зборувавме малку повеќе впечатоците од тој дел, тогаш увидов дека навистина е ова многу сериозна тема и многу сериозен проблем на кој што секој сегмент од општеството, дали се тоа деца, институции, родители, училишта и така натаму треба да се вклучат. Состојбата ни е алармантна, тоа можам да кажам дека е целосниот впечаток, особено сега со вториот дел од кампањата. Се надевам ќе го позборуваме малку повеќе. Да, сакав без намера да ве прекинувам, минатиот пат кога во гостувањето што го спомнавте, кое се случи во февруари минатата година, зборувавме и за тоа генерално што е врсничко насилство, што е булинг, и во оваа пригода би сакал подосна во вториот дел од емисијата да зборуваме, да ги потсетиме и гледачите кои можеби сега се вклучуваат, да зборуваме за сите аспекти, за жртвите, за сторителите, за наблюдувачите, за родителите и на жртвите и на сторителите. Меѓутоа сега во оваа фаза сакам да направиме разлика. Рековме 2 учебни години, 2 фази од кампањата. Во првата фаза беа во фокусот децата, учениците, во втората фаза беа родителите и наставниците, родителите пред се, стручниот кадар, да речеме. Стручниот кадар, но и пораките кои ги испраќавте и вие како тимот психолози и сите вклучени во кампањата беа различни. Во првиот дел се фокусираа на оние навреди за да стане општеството свесно што е булинг и што е врсничко насилство. Во втората фаза го променивте наративот, па се фокусиравте на охрабрувачки пораки. Токму така. Да, тоа сакам да ве замолам да го објасните разликата првата фаза и втората фаза. Јас оваа кампања ја доживувам како жива материја, како нешто што би требало да се прилагодува на оно што е видливо, проценка која што ќе ја направиме првично од самите деца, потоа нели од општествените услови во кои што тие растат. Во првиот дел логот, односно паролата беше зборовите може да повредат. И на тие работилници кои што ги имавме со толков број на деца, увидовме дека децата за жал се многу повеќе подготвени да кажуваат погрдни зборови, отколку да дадат пофален збор. И не е само проблем што повредуваат вербално.
Туку проблем е што кога ќе побаравме од нив да кажат пофален збор на своето другарче, јас им давав и домашна задача секој ден на тројца ваши блиски луѓе треба да им кажете по еден пофален збор, да ги охрабрите со нешто, да им дадете некаков комплимент. Меѓутоа тука децата покажаа сиромашен вокабулар. Кога треба нешто убаво да се каже. Кога треба нешто убаво да се каже. Велам сиромашен вокабулар затоа што не често тоа го користат. Знаете, кога ќе ги прашав како другите би го повредиле ова дете или како би го навредиле, што би му кажале, тука веќе имаше огромен број на зборови, меѓутоа како би го пофалиле и особено претежно тоа беа пофалби кои што се однесуваат на физички изглед. Убава ти е блузата, убава ти е косата, патиките ти се супер и така натаму. И видовме дека кај децата треба да се работи токму на тој дел на зајакнување на свеста за постоење на позитивни карактеристики кај другарчето, за да може така малку да се вреднуваат еден со друг. И затоа веќе вториот дел од кампањата оди под наслов зборовите може да охрабрат, и тука веќе подразбираме огромен број на зборови кои што децата може да си ги кажат како охрабрување. Па тука беа и рекламите, тука беа и оние билборди, тука беа и пораките кои што ние постојано ги изнесуваме, и верувам дека тоа прави разлика. Или како што велат дел од јавните личности кои се вклучени таму, музичките и актерски звезди кои утре ги очекуваат граѓаните во голем број, и млади, и возрастни, и деца, и родители, да кажат гласно стоп против булингот. Во една од пораките велат затоа што добриот збор има најголема моќ. Но ова ме изненадува и загрижува зошто вокабуларот на децата е посиромашен кога треба да се каже нешто позитивно. Дали ова од психолошка гледна точка кажува дека децата повеќе разговараат, перцепираат негативни нешта, дека сме повеќе сконцентрирани и генерално и како родители, и тие како деца на негативното, па оттаму многу полесно е да се навредува, да се употребуваат лоши зборови, лош вординг, отколку да се зборува за нешто убаво кое има поголема моќ. Така е. Мислам дека повеќе фактори се вклучени. Прво, социјалните мрежи и интернет, односно просторот каде што секој може многу лесно се она што е негова фрустрација, негов гнев, негова лутина да го извентилира, би рекла, на тој интернет простор, и оттаму ги читаат. А секогаш се нели по занимливи, интересни тие зборови кои што се неприфатени, кои што се забранети и така натаму. Втората причина мислам дека е вокабуларот кој дома го користат родителите. И сега во оваа фаза имам прилика тоа и да го кажувам пред родителите дека како ние се обраќаме на нашето дете, така нашето дете ќе се обраќа кон другите или ќе го перцепира тоа кај другите деца. И јас сум родител и верувам дека секој родител му посакува добро на своето дете. Меѓутоа имаме некоја перцепција дека ако го искритикуваме детето, на тој начин ќе го поттикнеме да направи нешто подобро. Не ја правиме многу често обратната ситуација, а тоа е ако направи 3 грешки можеби, или 3 бели, или треба да му дадеме 3 критики, да ние ја најдеме првата добра работа што детето ќе ја направи за да го пофалиме. Бидејќи кога го критикуваме, детето знае што не треба да прави, но не знае како треба да се однесува. А кога ќе го пофалиме, тоа го понатаму го повторува однесувањето. Има уште една причина која што вака ми се виде многу влијателна, а тоа е децата се срамат меѓу себе да се пофалуваат. Имаат впечаток дека ако те пофалам јас тебе, тогаш значи дека јас не сум доволно добра. Пробував низ тие работилници да малку направам промена и да им покажам дека кога ние некого ќе пофалиме, тоа значи дека се уважуваме себе и го уважуваме другиот, нашето другарче, бидејќи ја забележувам кај тебе позитивната карактеристика, храбра сум на глас да ја кажам, а истовремено кажувајќи си го уважувам и собственото мислење за тоа што знам дека тоа ќе ти значи. И некако пробуваме да малку подлабоко психолошки делуваме на децата за да се охрабрат во тие позитивни коментари. Така, малку околу кампањата низ бројки, значи споменавме 26 општини потпишаа меморандум и се приклучија на кампањата Крени глас на Макпетрол. Вкупно активни учесници досега повеќе од 3000, или навистина убава и бројката округла, повеќе од 150 училишта посетени. Последната едукативна работилница се случи во средата во општина Гази Баба.
Може ли да кажете, вака, најсилен впечаток, истото прашање кое му го поставив и на актерот Сашко Коцев, кој исто така активно вклучен во кампањата, која е вашата најсилна импресија, например, не од оваа последна работилница или генерално во таа комуникација со родителите и со наставниците? Што ве прашуваат возрастните? Има ли разлика од она што во првата фаза го комунициравте со децата, како е сега со возрастните, со тој триаголник многу клучен во кога треба да се зборува против булингот? Разлики има, бидејќи и самиот пристап со децата беше поразличен отколку со родителите. Родителите многу посвесно зборуваат и знаат што се случува. Првата импресија ми е позитивна, бидејќи голем број на родители и стручни лица само иницијативно доаѓаат на тие настани, присутни се, активно се вклучуваат со поставување на прашања, со нивни коментари, со нивни идеи, можеби за тоа како оваа кампања би требало да допре до некои точки кои што можеби не сме ги опфатили, ова е многу обширна тема. Меѓутоа, од негативните впечатоци, да речем, кои што ги имаме, тоа што многу ретко, можеби и никогаш, на овие настани не доаѓаат родители чии што деца се сторители на насилство. И тоа мене многу ме повредува, да речеме, пречи, бидејќи, знаете, кога растеме дете, без разлика дали е тоа жртва на насилство или е сторител на насилство, понатаму има последици. И сторителите на насилство имаат последици, бидејќи се во фаза, во адолесценција, најчесто децата кога ја формираат својата личност, и ако тоа се научи низ малтретирање на другите, да ја постигнува својата цел или да ја види собствената вредност, тогаш немаме ние човек кој што во иднина ќе биде како возрасен, среќен, успешен, здрав, мирољубив и така натаму. Ми пречи тоа што родителите на дечињата сторители имаат отпор да прифатат дека нешто се случува со нивното дете, да се присутни на овие настани за да може да му помогнат на детето. Имавте ли отворена комуникација со барем едно семејство, например? Семејство кое што има дете сторител на насилство? Да речеме. Јас во мојата пракса многу често работам со семејства чии што дечиња извршиле некакво насилно дејство во училиште, но најчесто се тие препратени дали од училиштето на разговор со психолог, дали од Центарот за социјална работа, не е на доброволна база, дали е притисокот од другите родители толку силен, па родителот мора нешто да преземе. На доброволна основа би кажала ретко, еве затоа и апелирам дека за нашето дете се работи. Не може друг да му помогне ако дете. Особено не ако даваме отпор дека еднаш ќе се пожали наставничката, втор пат ќе се пожали некој родител, ќе се јави и ќе каже вашето дете вака и вака му каже на моето или му направи. Ако затвореме очи пред тие пораки, му правиме поголема штета на нашето дете. Еви, како што рече Сашко Коцев предходно, кампањата на Мак Петрол за крени глас против врсничкото насилство е во вистинскиот момент и на вистинското место дотолку повеќе што и впечатокот што тој самиот го сподели како негово разочарување е дека дел од наставниот кадар, спомена еден наставник по физичко образование, не кажа од кој училиште се разбира, дискрецијата мора да биде загарантирана, меѓутоа кога негодувал што е тоа булинг, зашто го преувеличувате проблемот, или пак дека и родителите на некој начин се воздржуваат, не сакаат да се впуштат, односно тешко се впуштаат, кога ќе им се даде анонимно на телефонски број да комуницираат во пораки, тогаш се похрабри и поотворено зборуваат за тоа. Меѓутоа, веројатно, гледате како зрее работата од работилница во работилница. Веројатно, сега на последната во Газибаба не беше исто како што беше и на почетокот на учебната година во септември, кога караванот низ Македонија тргна. Не, различно е, затоа што сега веќе и ние знаеме што може да очекуваме, нели генерализирано да речам прашањата или тешкотиите кои родителите ги имаат на оваа тема се слични. Инаку за овој пример кој што Сашко го споделува, тоа не е единствен, има многу такви лица кои се уште го третираат врсничкото насилство како нормална појава што ќе помине. Меѓутоа би се задржала на тежината на таквото размислување, бидејќи ако еден наставник има впечаток дека врсничко насилство не постои, дека сите ние сме биле тепани и сме тепале како деца и потоа нели продолжуваме да растеме, да сите така растеле,
замислете на наставник со таков став да дојде дете и да му каже, да му се отвори дека со месеци или со денови трпи малтретирање од некое друго дете и дека е жртва на врсничко насилство. Стравот ми е дека овој наставник нема да ја препознае сериозноста, односно нема да може да ги види последиците кои доживотно може тоа дете да ги носи кај себе. А тоа е промена на потенцијалот на личноста, значи промена не се овозможува да се реализира детето како здрава личност. Но ете, дотолку повеќе за свесноста за булингот како појава, односно врсничкото насилство, не е само тепањето за кое ете делот и сега велат сите биле тепани како деца и сме се тепале. Има нели повеќе облици, вербалното насилство, социјалното или она материјално. Сашко така го спомна, или сајбер насилството, повеќе видови, нели? Па дури можеби е почесто она вербално или она социјално или материјално кога децата се навредуваат меѓу себе дека некој има лажни брендови на себе, невистинска гардероб, фейк облека дека носи. Знаете како сите облици на насилство ги видовме и сите облици на насилство постојат. Во голем пораст е сајбер насилството. Особено со оние отворање на лажни профили, па малтретирање на други деца преку тие лажни профили. Меѓутоа, она што мене најмногу ме загрижува, и јас тука би го ставила акцентот, е социјалното насилство. Малку е познато и би сакала да кажам збор два за тоа. Социјално насилство или уште се нарекува исклучување или отфрлање на детето од групата. Зашто велам би ставила акцент? За тоа што тоа се група на деца кои што отфрлаат едно дете. Да речеме, после часови ќе одиме на прошетка во парк, ќе седнеме некаде на сок, славам роден ден, ќе го повикам целото оделение, само едно дете нема да... И тоа исклучување на едно дете е многу сериозен облик на насилство во поглед на последиците кои тоа дете ќе ги има. Замислете едно дете кое што е во раст, во развој, во адолесценција, важно му е каков статус ќе изгради во врсничката група, да постојано се соочува со пораките грда си, глупава си, никој не те сака, те мразат, не припаѓаш тука. Знаете, тоа се многу сериозни и тешки лузни во душата на детето, кои што ќе го променат животниот пат. Но сериозноста, знаете во што е? Групата на деца, тоа не се сите деца сторители на насилство. Тоа се деца кои што, ако едно дете каже, остави него, викај него, другите ќе се приклучат, не знаеки дека всушност вршат врсничко насилство. Кај нив е многу важно да се подигне свеста, затоа што тие по природа не се деца кои што малтретираат или сакаат да повредуваат други деца, но некако како да ги води таа кохезија групна, па ако другите рекоа не го викаме, еве и јас не го викам, и јас ќе премолчам, и јас ќе го отфрлам и така натаму. Соучесници се, меѓутоа на крајот на денот и тие влегуваат во групата на сторители на насилство, иако ги немаат тие карактеристики, и би сакала тука да апелирам до родителите, особено да ако видите дека вашето дете е вклучено во група која што отфрла и исклучува друго дете, да тука реагирате, бидејќи тука имате силен потенцијал да брзо, на едноставен начин тоа се смени. Впрочем, и дел од сведоштвата кои анонимно се запишани на платформата kreniglas.mk, нели нешто што прерасна и во вебсајт со многу посети, се такви укажувања токму за овој вид на насилство, врсничко насилство за кое зборувате, ќе дозволи времето само некој кусо. Известна Сара, псевдоним претпоставувам, вели на одмор некои деца ме исклучуваа и се исмејуваа со мојата облека, шепкаа и покажуваа кон мене и правеа да се чувствувам како аутсайдер. Се чувствував како да сум невидлива. Емилија, бев многу возбудена за одење на училиште додека не започна малтретирањето, другите деца се подсмеваа со мојата коса. Марко, кога се приклучив на школскиот фудбалски тим, мислев дека ќе се дружиме, наместо тоа некои од децата ме малтретираа затоа што не бев толку добар како нив. Ме сопнуваа за време на тренинзите и ми се смееа кога правев грешки. Викторија, кога почнав да одам во средно училиште, некои деца од моето оделение секогаш ме напаѓаа поради мојата љубов кон уметноста, ми ги кинеа цртежите и ми викаа дека се глупави. Елена, сакав да читам книги, ама некои деца во моето оделение ми ги кинеа страниците, кажуваа лоши работи за мојата страст за читање, ме викаа бубалица. Стотици вакви анонимни пораки добивме, овде се разбира сменети имињата и не е ни важно кој ги пишува, важно е дека ова се случува кај нас. Дека се реални случаи. Дека се реални случаи. Реални стотици вакви на страната сподели приказна, во делот сподели приказна на страната kreniglas.mk и навистина укажува на тоа дека
Макпетрол најде фокусот да го насочи на многу значајна и важна тема. Затоа што постои. Така, велите, најчесто родителите, односно семејствата на сторителот, не сакаат да зборуваат, избегнуваат средби и директни и едукативни работилници ги заобиколуваат. Што е со оние другите? Веројатно семејствата на децата жртви на насилство ви пристапуваат, бараат совети, бараат помош. Така. Што ги советувате и едните и другите? Различен е пристапот, нели? Во основа кај сите е разговор, дека треба да се разговара, не да се молчи. Меѓутоа, како кон едните, како кон другите? Разговорот некогаш многу површно го доживуваме или го сваќаме. Не е само да се разговара со детето што прави, што направи, раскажи како ми како помина и слично, туку да се одржува постојан контакт со детето, да го познаваме нашето дете. А тоа значи да препознаам дали му бил добар денот, дури и без да го прашам, дали нешто се случило, дали нешто го вознемирило и така натаму. Насоката на работа, како што спомнав и претходно, треба да се помогне и на улогата на едното дете и на улогата на другото дете. Меѓутоа, кај оние дечиња кои што се жртви на насилство, малку повеќе треба да се работи на самодовербата, на своите вредности, убедување на тоа колку јас вредам, што се поседувам кај себе, затоа што тоа лесно може да се сруши од страна на некој сторител на насилство кој што сака да ја направи инфериорна сликата на жртвата. Значи се работи малку на подигнување на самодовербата и на јакнење на социјалните контакти со оние деца кои што се мирољубиви или оние деца кои што се подготвени нели да соработуваат со тоа детенце. Од друга страна пак со сторителите на насилство работиме на подигнување на емпатија. Емпатија значи да умее да почувствува, да сочувствува, да види што му прави на другото дете, да се стави во кожата на другиот. И знаете, онаа поговорка, не му прави на другиот нешто што не сакаш тебе да ти прават. Меѓутоа, тука имаме малку подлабока анализа и разработка, се разбира индивидуален случај од кај секое дете, затоа што не станува сторител на насилство дете кое што е спокојно, сакано, растено во една хармонична средина, функционално семејство. Сторител на насилство станува детенце кое што носи некоја потешкотија во себе, кое што или претходно било жртва во некоја ситуација на насилство, или дома гледа семено насилство, или е запоставено дома. Значи, дете кое што го бара вниманието преку негативна спрега. И тука на вистина треба малку да се прошири приказната, покрај тоа што ја подигнуваме таа емпатија кај детето. Важно е да се видат условите во кои тоа расте, кој се грижи за него и на каков начин се грижи за него, какви пораки детето прима, какво минато имало, какви травматски искуства и сето тоа да се разработи за да може да се Да, колку што е голем и сериозен проблем, толку и опсежна и темата за дискусија, меѓутоа за жал немаме многу време. Би сакал на крајот уште околу утре клучниот, еден од клучните настани во рамки на целата кампања со оглед на крајот, како ближи крајот на школската година, кулминира и ова со музички и актерски звезди утре, гласно да се каже стоп за булингот во 11 часот на школка во градскиот парк. Ќе бидете и вие таму присутни. Јас ќе бидам, јас сум веќе подготвена. Вие сте веќе пригодно облечена за настанот. Што ќе има освен песни и музика? Што друго? Како е осмислен настанот? Ќе бидам таму, ќе бидат и другите психолози вклучени во кампањата, ќе имаме познати лица, ќе имаме деца кои што се актери, млади актери. Покрај тој забавниот дел, мислам, сето тоа ќе биде забава, се разбира. Пајак, Лора, Боно, и многу 5 други. плюс фамилија, Еви Сашко ќе биде Весна Петрушевски, и многу незината други. детска актерска школа, Така, Сашко Коцев. Така е. Без Сашко и без вас никако, не? Значи, покрај тоа што ќе има забава, ќе има и некои точки кои што ќе ги поттикнат присутните, па дури и секако тоа ќе биде прилагодено на детски јазик, така, да може децата да го разберат. Именно за нив е и целиот настан, вклучувајќи ги и нивните родители. Ќе има и споделување на преку актерската екипа, преку децата, споделување на дел од овие искуства, на дел од овие приказни. Нема да ја откривам, се разбира, целото сценарио на настанот. Многу би ми било драго да видам што поголем број на присутни. Се надевам дека времето сончево, таква е прогнозата, дека ќе не послужи, ќе биде убаво. Дождот ќе заврши денеска. Да, се надевам, затоа што навистина, ако со првата фаза ја затворивме ја заокруживме со ваков исто настан во градскиот парк на школка,
беше масовно посетен, имаше многу убави коментари по тоа, имаше многу позитивни повратни информации од присутните. Да, импресиите од лани беа прекрасни. Да, би сакала и оваа година да е Добро, јас и помасовно. Во оваа пригода пред да ви се заблагодарам, би сакал само немавме во денешната емисија можност да ја посетиме заеднички платформата kreniglas.mk, навистина впечатлив сајт со многу богата содржина, таму има и прирачници како треба да се однесуваат, како треба да се препознае булингот, совети психолошки разработено во целина. Во некоја наредна пригода еве отворена покана за вас да ја отвориме заеднички веб страницата kreniglas.mk, но и да ги отвориме нашите телефони за вклучување на гледачите, па да дадеме можност да ни се обратат ете телефонски анонимно без да се представат и да кажат нивно мислење, видување, дали биле сведоци, жртви или дали биле можеби родители, семејство на сторители на булинг. Било одлично. Мислам дека тоа би било следен логичен чекор. Одвојте од прилика 2 или 3 часа. Можеме. Се шалам, се разбира, да, би била одлична можност да ги вклучиме и гледачите кои што ете немале прилика да бидат присутни на тие настани и да постават прашања. Одлично. Десмина Стојановска, ви благодарам многу за гостувањето во денешната емисија. И на вас, благодарам. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме.